Почитувани граѓани, почитувани медиуми, и денес нема закажано седница на анкетната комисија за онкологија. ДПМН втор ден веќе бега. Срамна и неодговорна е злоупотребата на анкетната комисија за случајот онкологија од страна на ДПМН и председателката Рашела Мизрахи. ДПМН и Мизрахи покажаа дека нивната цел со комисијата воопшто не била вистината, не била грижата за пациентите, немале намера воопшто нешто да превземат. Освен политички да злоупотребуваат комисијата за ширење лаги и навистини и манипулација на граѓаните. Јавноста и ние пратениците се сомневаме дека намерата на ДПМН е да ја обструира истрагата на надлежните институции и истата да ја попречува. И тоа веќе се потврдува. Во текот на вчерашниот ден, Мизрахи и ДПМН направија преседан во Македонското собрание. Заклучоците, напишани во Белата палата, без ниту еден доказ за злоупотреба на лековите, беа прочитани и комисијата беше прекината. Без притоа воопшто да се направи обид да се дојде до заеднички заклучоци, усогласени од сите членови кои учествуваа во анкетната комисија. Ваков скандалозен однос кон случајот, кон комисијата, кон пациентите е недозволив. Ние се спротивставивме за оваа злоупотреба, за овој преседан, пошто пратениците на ДПМН, како што види и самата јавност, цел ден бегаа од седницата. Еве, истото се случува и денеска. Немаме закажана анкетна комисија. Сомнително е тоа што единствено од сите повикани сведоци Милан Ристевски не беше пред анкетната комисија, но за ова дополнително ќе се информираме. Сега јавноста нема доверба ниту во Мизрахи, за жал нема ниту во анкетната комисија. Некој кој се однесувал скандалозно и неодговорно, која злоупотребувала функцијата во комисијата и Македонското собрание, нема кредибилитет веќе да ја води. Во името на пациентите на онкологија, во името на вистината и на правдата, Мизрахи треба да си даде оставка за злоупотребата на оваа комисија. Случајот онкологија после 30 години го отворија институциите во време на СДСМ и коалицијата и без разлика на ваквото однесување од страна на ДПМН, одговорност за сите ќе биде утврдена. Благодарам.